Почитувани медиуми, почитувани колеги, ова е еден од оние закони за кои што имаше навистина доста коментари во јавноста и од фелата, затоа што на начинот на кој што беше поднесен е втор обид да се донесе закон кој што ќе ги регулира сметководствените дејности во Република Македонија. Првиот обид за носење на вакво законско решение бил во 2019 година, кога тогашниот министер Драган Тевдовски сакал да го регулира, условно кажано, работењето на овој сектор во едно законско решение, но по големи реакции на фелата тоа законско решение било повлечено. Ние разговаравме со председателот на Комисијата за европски прашања за ова законско решение и му ги предочивме главните забелешки кои што ги има фелата по однос на овие прашања, а тоа е првиот оној совет кој што треба да се формира, во кој што голем дел од тој совет ќе бидат членови кои што бидат именувани од државните органи, нешто кое што не може да биде независно доколку владата има одлучувачка можност во тоа кој ќе биде член и од друга страна кога во самото тоа тело, во самиот тој совет, владините институции би го имале мнозинството, а втората работа која што е една од главните забелешки е дека во ова законско решение се утврдува и одблиску како ќе се промени раководството на институтот кој што го имаат сметководителите, нешто што не е европска практика, односно со ова законско решение на начинот на кој што е поднесено се врши, би рекол на некој начин, груп упат на власта во секторите на бизнисот, нешто што не треба и да се случува. Јас морам да кажам дека коректно се договоривме и дека постигнавме консензус околу еден заклучок, дека помеѓу првото и второто читање на законот на Комисијата за европски прашања ќе организира јавна дебата, јавна расправа, каде што ќе можат да бидат вклучени, да бидат присутни сите оние, би рекол, субјекти, комори кои што делуваат во оваа сфера која што се уредува со ова законско решение. Јас би сакал да ја искористам приликата да одблиску веќе го детализираме датумот кога ќе се одржи јавната расправа, за да можеме да ги повикаме сите сметководители, сите комори на сметководители кои што сакаат да учествуваат на јавната расправа, да преточат одредени своји заклучоци и содржински, би рекол, од забелешки за тоа како сметаат дека треба да биде донесено ова законско решение, за да можеме веднаш после завршувањето на таа јавна расправа тие заклучоци да ги преточиме во амандмани и да ги поднесеме амандмански, за да може ова законско решение да биде донесено, но да ги застапува интересите на оние што треба да ги регулираат, тоа се оние кои што се занимаваат со сметководство. Така да сметам дека се направи еден добар ичекор во насока на демократизација во носењето на закони и дека треба и во иднина сите оние закони кои што се носат со европско знаменце да можеби бидат и одблиску носени со една ваква постапка каде што ќе се организираат јавни расправи и ќе бидат повикани сите оние кои што се задолжени, односно со кои што треба да се регулираат овие законски решенија, се со цел за по-директно и по-добро носење на законските решенија. Благодарам. Ви благодарам.